Добар ден, го следите Студио 044, нов видеоподкаст, дел од информативниот портал Тетово Инфо. Го почнуваме видеоподкастот Студио 044, затоа што сметаме дека е важно да се има ваков тип на медиумски производ, кој е прв видеоподкаст на македонски јазик посветен на Тетово и регионот, бидејќи ќе овозможи детална, обсежна, долгорочна анализа на одредени теми и ситуации. Подкастот ќе биде можност да се најдат одговори на одредени прашања, проблеми или впечатливи моменти и состојби со кои се соочиле поединци, групи, ранливи, маргинализирани категории, за кои има потреба од поопширно прикажување на одредени ситуации и потреба од нивно споделување со јавноста преку видео формат со подолго време траење. Покрај тоа што ќе биде нов тип на содржина, видеоподкастот е можности за развој на бизнисите. Секоја фирма ќе може преку реклами да ги представи своите продукти или услуги и на тој начин да привлече уште повеќе купувачи или клиенти. Во денешната прва епизода, гостин во Студио 044 е Зоран Андонов, председател на Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Ова сдружение спроведува активности насочени кон остварување на правата на лицата со церебрална парализа во Тетовскиот регион. Воедно Зоран Андонов, како новинар, ги познава состојбите и на другите лица со одредена попреченост. Колега Зоран, добре дојде во Студио 044. Би ја нарекол вечна тема. До каде е можноста за пристапност со инвалидска количка за луѓето со попреченост во градот Тетово, па и во околината, бидејќи и тука имаме разни места каде што луѓето треба да стигнат? Генерално кажано, Тетово е тешко пристапен град за лицата со попреченост. Зошто го велам тоа? Направени се одредени мали поместувања во однос на она што беше порано во делот на пристапноста, но далеко од тоа дека можеме да кажеме дека Тетово може некој лице што ќе излезе со количка во градот слободно да се шета. Таа попреченост, односно таа нефункционалност се гледа во повеќе сегменти. Непристапност на тротоарите. Голем дел од тротоарите до неодамна беа паркинг места. Навистина се превзедоа некои активности, се поставија барем на оние главните булевари што се поставија неколку се поставија столпчиња кои не им дозволуваат на автомобилите да се паркираат таму, но пак не е целосно решен проблемот. Зошто? Затоа што тротоарите не ни се во добра состојба. Дали се полни со дупки, дали се раскопани, дали се нерамни, и движењето со количка, со инвалидска количка на тие тротоари навистина е тешко. Може да се каже дека само тротоарот на булеварот Маршал Тито е нешто подобра состојба, инаку другите се навистина во тешка состојба и тешко може да се движи некој со количка. Но не само тоа, не само за лицата со попреченост. Проблеми е и за мајките со колички. Проблеми и за постарите лица кои потешко се движат. Тие тротоари, нивната оштетеност, ако можем така да кажем, или нефункционалност ги создаваат тие проблеми. И затоа во Тетово не е ретко да видите тие што се движат со количка, всушност се движат по улиците, наместо по тротоарите. И се доведуваат во опасност. Се доведуваат во опасност и самиот корисник на количката и тие другите учесници на сообраќајот се можат многу лесно да настанат вакви сообраќајни незгоди, несакани. Вториот сегмент кога зборуваме за оваа непристапност кај тротоарите се оние така наречени спуштени тротоари. Порано јас како здружение кога почнавме да работиме, воопшто не знаевме што се тоа спуштени тротоари, дури тоа малку подоцна дојде. Всушност тоа се делови од тротоарот кај пешачките премини кои треба да бидат спуштени, односно да бидат на ниво 0 со асфалтната лента од улицата. Но кај нас за жал
Јас мислам на прсти може да се изброат тие спуштени тротоари кои се направени по пропис. Секогаш или фали, недостасува по 5 сантиметри подигнати, некаде воопшто и ги нема, и на прв поглед ќе речете, па добро, што се тие 5-6 сантиметри малку. Но тоа кога се движите со количка инвалидска, навистина е многу тешко да се совлада и представува проблем. Како што реков, дури и за овие мајките со колички, со деца кои се движат по улиците, представува проблем. Загрижува што воопшто не се води грижа. Еве, најсвежиот пример од минатата година, кога се пушти улицата, новата улица, нели се реновира Мирча Ацев во градот. Беше готова, направена и тие спуштени тротоари секогаш имаше не беа на нула, туку 4-5 сантиметри повисоки. Зошто? Кога разговарав со тој што беше архитект, што ги следел тие работи, што ги протури, па така го направиле работниците. Значи, нема надзор, нема информација дека навистина зошто зошто е спуштено. Најверојатно сметал, па добро, некој санти погоре или помалку не е битно. Не му се видело важно на... Не му се видело важно, а тоа всушност за овие лица е многу важно. Од суштинска важност, бидејќи еден цел ден, фактички тие 2-3 сантиметри може да му пресуваат голема препрека. Па да не може да помине, да мора некој да му помогне или во тој смисол. За 2-3 сантиметри не може ни до болница, ни до продавница, до никаде да стигне. Да речеме може, ама многу тешко, многу за потешкоти, место да се движи слободно, значи всушност што е инвалидитетот? Инвалидитетот ако ти имаш, ако немаш пречка, значи ти не си инвалид, без разлика што си во количка. Ако можем ја да дојдем со количката до секое место, без пречки, значи немам ја некоја попреченост. А ако имам и најмала пречка, тогаш се јавува таа попреченост. Третиот сегмент е пристапноста до институциите. И тука имавме многу големи проблеми на почетокот, бидејќи едноставно не знаеа што е тоа пристапна рампа. Па преку информации, укажувања, уште што све не правивме за да им докажеме дека навистина треба да има пристапна рампа. Примерот со општината. На времето добиле некои средства и направиле они што го викаат тоа пристапна рампа. Пристапната рампа беше направена од мермер, направена по дагolo, не знам, од таму 60 степени, што по таа рампа здрав човек не може да се качи, а не со количка. Па после многу убедувања успеавме у минатиот состав на општината да се направи лифт. Па сега може да се дојде со лифт, да се дојде до првиот спрат. Но пак пристапноста не е целосна, зашто само до тука може да дојде со количката. Не може да иде на вториот спрат, каде исто така има канцеларија. Не може да иде од просториите кои се лево од ходникот, каде има еден голем, како да кажем, испус еден голем кој нема тука рампа. Нова пречка од неколку сантиметри. Од десетина и повеќе сантиметри, кои се така не може да се помине со количка. Всушност, општина Тетово е пристапна само во приземјето кај архивата и неколку канцеларии тука што се во близина. Тоа е само за општина Тетово. Ако ги анализираме другите, ситуацијата е слична, чинам и можеби и полоша. Се направи неколку пристапни рампи, еве судот направи една пристапна рампа која до некаде може да биде добра, знам поштата дека има. Другите институции најчесто немаат. Значи тие се всушност недостапни за овие лица. Видовме заеднички една пристапна рампа, монтажна, мислам дека беше од некаков метален материјал, кој што исто така ги поставува тие на многу лоша косина, едноставно со многу висок степен на косина. Значи не е работата само да се постави пристапна рампа. Таа треба да се постави според прописи. А прописите налагаат дека
максимален агол на пристапната рампа треба да биде 7 степени. Косината значи не смее да биде поголема од 7 степени, за да може тој што иде со количка, за да може да совлада таа висина. Но кај нас тоа или не го знаат, или едноставно не знам, за да се заштити простор, ќе направи под голема косина, ама тогаш бадија да се потрошиле парите, бидејќи не е во функција таа пристапна рампа. Исто така, според новите закони, според новите правила за градба, секоја зграда мора да има пристапна рампа. Ја не знам во Тетово дали некој од новите згради што се понови изградени има пристапна рампа каде може лице со попреченост да дојде. Дали има лифт доволно широк за да може тој да влезе со количка. Зградите, новите згради убави на лик со боја, но многу есенцијална, важна работа што недостасува пристапноста на луѓето со колички. Проблемот е тука што тој надзорен орган или приемната комисија требало тоа да го утврди и да каже дека извинете, ова зграда не е работена според прописи. Општината има значи ингеренции да интервенира, и тој аспект да биде надминат. Бидејќи за да добие дозвола, градежна дозвола, треба тоа да го исполни тој услов, што тој е влезен во, да речеме, во законите, дека мора да има таа пристапна рампа. Но ете, кај нас тоа за жал не се почитува и ретко може да се најде некој објект кој ги запазува сите тие градежни норми. За жал мора да констатираме дека луѓето кои што се приморани да бидат во инвалидски колички едноставно имаат болни искуства, дополнителни болни искуства, ќе речам, во движењето во градот. Какви се сведоштвата, што све ви сте добили од вашите членови пријави, ќе ги наречам пријави, дојави за проблеми? Најосновно движење дека не можат да остварат. Тоа, дека не можат од дома да излезат, дека не можат по тротоарите да се движат, дека не мора да се движат по улиците, дека овие институции, оние главни од банките, знам дека една банка е на приземје. Една банка направи една пристапна рампа, но направи изгледа само да се каже дека има пристапна рампа. Ја видов пред некој ден, целата запуштена во џубре, сигурно не е функционална. Третата банка е со скали, треба да дојдеш, значи и таа е непристапна за овие лица, а тие се институции кои, нели, мораш да идеш таму да влезеш, да се разбереш што се вика, да завршиш некоја работа која ти е неопходна. Така, значи секојдневието на луѓето со попреченост во голема мера во градот Тетово е оневозможено поради овие рампи. Што во ваква ситуација, кои се вашите препораки до општините, дали има можност да се интервенира, дали, ја споменавме општина Тетово, имаат направено некоја промена, но дали другите институции на централно ниво, има голем број на институции кои што не се пристапни, па и нели ги споменавме банките, зградите. Тоа е законска основа, они законски треба да го направат. Сега зошто не го прават, се знае. Се жалат, можеби немаат простор, немаат не знам што више. Всушност главната причина е што нема кој да ги принуди да го реализира тоа што го предвидува законот. И сега останува на тоа, сепак останува на добра волја на тие институции да го направат, на пристапна рампа, за да може некој да дојде во нивната институција или да дојде во кафаната, односно во кафулето каде сака некој навечер да излезе со количка. Така. Кога е секојдневието невозможно, отежнато, какви се случаевите на луѓето со попреченост генерално за одење на работа, за добивање работни места и колку финансиската поддршка од институциите, централните институции имаат некоја финансиска поддршка, бидејќи многу од нив не ни можат да работат. Да. Колкава е таа финансиска поддршка што ја добиваат и што значи тоа за нив? Па вработувањето е еден од големите проблеми кај лицата со попреченост
иако досега имаше неколку проекти каде можеа лицата со попреченост, оние барем што можат да работат, да можат да отворат свој бизнис. Тоа во Центарот за вработување имаат многу повеќе информации што како што може да добијат. Знам дека можеа да добијат некои средства во висина, мислим околу 5000 евра за да отворат некој свој бизнис. Немам информации дали некој почнал нешто од тоа да работи. Инаку што се однесува за тоа колку државата им помогнува на лицата со попреченост, порано беше навистина пак се враќаме, но на време кога ние почнавме да работиме, беше многу тешко, речиси да немаше никаква помош, бевме оставени самите на себе како родители и како лица со попреченост, но со тек на време, со големи агитирања, со големи усилби пред се на невладиниот сектор во овој сегмент, успеавме да издействуваме државата малку повеќе да почне да размислува за потребите на овие лица, а уште повеќе со усвојувањето на конвенцијата, на Светската конвенција за правата на лицата со попреченост, се доби више и една законска обврска дека државата е више должна да им на разни начини од кои се предвидени да им помага на овие лица. Секако најголем интерес кај родителите, односно и кај лицата со попреченост, е онаа финансиска помош која ја добиваат од државата. За жал за многу семејства тоа е единствениот извор на средства и не се високи средства, претпоставувам, нели? Не се, навистина се тие, да речеме во овој случај символични, иако ако гледаме како растат секојдневно цените на сите производи, на све околу нас, овие средства се навистина минимални. Јас ги направив еден преглед на овие средства кои ги дава државата. Па, например, има два вида помош. Прво, посебен додаток, тоа се помош која се дава на лица до 26 годишна возраст. Цената, односно износот изнесува за тие што се вообичаено, мислим со обичајна диагноза 7708 денари. Потоа, ако лицето прима социјална помош, односно ако е член на семејство кој прима социјална помош, тогаш износот е 9634 денари, и ако е самохран родител кој има дете или лице со попреченост, тогаш добива 11561 денари. Цената, мислим, износите се навистина мали. За тие што се над 26 години се добиваат друг вид помош кој се вика туѓа нега, и тој, ако е попреченоста од помал обем, добива 5207 денари, а ако е поголем обем, добива 5886 денари. Сега тука има уште еден додаток, кој се вика додаток заради попреченост, кој доскоро го викавме додаток за мобилност. Тој офаќа, значи, физичка, ментална попреченост, за слепи, за глуви, и за интелектуална попреченост, односно тешка и длабока попреченост. И се добива 9475 денари, а додека за глувост, односно за оние лица кои се глуви, 5414 денари. Сега, како се добива оваа помош? Значи, лицето мора да биде упатено на комисија за категоризација, всушност таа се вика Комисија за меѓународна класификација за функционалност и попреченост на здравје, односно МКФ. Тоа е сега почна да се применува, јас мислим, од една година или две. Таква комисија има за нашиот регион, има во Гостивар.
Сега на почетокот малку тешко работеше, бидејќи формираа комисија, а немаше формиран уште доволен број членови во комисијата. Па сега последните информации што ги имам за оваа комисија дека почнала да работи, више работаат, но повторно се јавува еден проблем што комисијата решенијата ги праќа во Скопје, па Скопје треба да ги потврди, да ги испрати на корисникот и пак се добива еден период на многу чекање кој за овие лица навистина многу значи тој да се изгуби 1, 2 или 3 месеци додека се добие решение. И тука сакам уште една работа да напоменам која и нас ни создава проблеми, тешко може да ја разберат и родителите кога им ја објаснуваме. Значи, не може секое лице да биде корисник на оваа помош. Значи, затоа постои таа комисија која врши категоризација, па одредува порано кога се одредуваше попреченоста, се одредуваше што не може детето односно лицето да направи. А всушност сега е сменет системот што може да направи. Па може да се каже, може да иде у школа со персонален асистент или може да треба да користи пелени, треба да користи инвалидска количка, значи тие се може да пишува, може да зборува, не може да зборува. Значи по тој принцип се одредува. И сега се добива решение, односно се добива наот и мислење. Сега, имавме многу проблеми со тој наот и мислење, зашто, например, доскоро одеше на комисија и комисијата исто така составена од лекари и му дава диагноза, например, најтешка попреченост, физичка и психичка попреченост. Се знае, значи многу тежок случај. Да. И сега, со таков документ, кога ние како здружение аплицираме во јавното предпријатие за државни патишта, за да добие ослободување од патарина, тие викаат не може. Зошто не може? Затоа што членот 66 од Законот за државни патишта стриктно вели, вика, според член 66 од Законот за државни патишта ослободени се лицата со следните диагнози: дистрофија, мултипла склероза, церебрална парализа, параплегија, хемиплегија, квадриплемија, детска парализа, лица на диализа и лица со ампутирана рака и нога со признаено телесно оштетување од 80% утврдено од надлежна комисија. Значи ти ако имаш друга диагноза која не соодветствува со ова, а исто си лица со попречност, како што реков, лица со најтешка психичка и физичка попречност, значи ќе бидеш одбиен. Државата не одобрува. Комисијата го толкува тоа дека не е влезено во оваа категорија. Значи има потреба од законски промени. Треба законски промени и во комисиите и во држава. Например, исто така лицата со аутизам и лицата со Даунов синдром исто така спаѓаат во оваа категорија на лица со попреченост, но тие не се, например, не може да влезат овде да бидат ослободени од плаќање патарина. Значи тие проблеми со кои, како јас на родител да му кажем, извини, овој може, твоето дете не може затоа што не му е диагнозата таа. И тука настануваат проблеми. Така, од кажаното согледуваме дека многубројни се предизвиците, многубројни проблеми и прашања кои што надлежните институции треба да ги разгледаат. Еве тука во нашиот видео подкаст ги посочивме, вие објаснивте поточно, детално, еве самиот пример на тоа кој може, а кој не може да биде ослободен од патарина, може да го земат во предвид, нели, надлежните институции и да ја промена таа ставка или тој член и едноставно да биде придобивката за сите луѓе со попреченост. Се надевам дека Студио 044 ќе придонесе кон надминување на оваа работа. Тука и општините треба да, например, општините имаме ослободување од паркирање за овие лица со попреченост во трајање од 3 часа.
но ограничен ни е бројот на паркинг места кои може, мислим на лица кои може да добијат тоа ослободување, ослободување, бидејќи беше образложението дека нема доволно паркинг места, дека мора да се внимава. Порано на пример можеше ако лицето да биде цел ден да остави колата да биде ослободено. Сега не, значи на 3 места, но затоа пак добивме една друга придобивка, па се одреди едно 13 паркинг места специализирани за лица со попреченост. Но друг е проблемот што возачите не ги почитуваат тие знаци, па ќе знаат да се паркираат на тоа место. И тоа. Така, како што реков, бројни са предизвиците. Се надевам дека со нашиот разговор, со нашето новинарско анализирање ќе допре овој глас до надлежните институции и ќе се преземат конкретни чекори, едноставно државата, општеството, градот да биде еднакво за сите луѓе во овој случај со попреченост. Колега Андонов, ви благодарам за вашето учество и разговорот во студио 044 во првата епизода. Ви благодарам и на вас.